Значи би сакал да го повторам и да го потврдам ставот на ВМРО-ДПМН дека пратеничката група на партијата ја дава целосната поддршка на председателот Трајко Велјановски и ова предлог одлука на СДСМ која што ја поднесува вчера, за која што 2 дена поред ги изборуваат истите аргументи и истите реченици, нема поддршка од наша страна. Тоа значи дека било какво постапување на собранието во таа насока би значило само непотребно губење на време и создавање на дополнителни конфликти. Според она што го знам, и други пратенички групи во текот на вчерашниот ден го изнесоа својот став, така да е сосема јасно и логично дека повеќе од половина од пратениците нема да дадат поддршка на оваа одлука. Тоа е едниот момент. Другиот момент е, јас сум зачуден и апелирам до сите вас да ја погледнете одлуката која што СДСМ ја предложила за разрешување на Трајко Велјановски, посебно во делот на образложението, кое што, замислете, има цели 5 реда. Во 5 реда тие успеале да напишат зошто мислат дека Трајко Велјановски треба да биде разрешен. Таква работа во Собранието на Република Македонија не се случила. Со таа несериозност и со тој волунтаризам тие покажуваат дека немаат намера содржински да дискутираат за работата на председателот на Собранието Трајко Велјановски и за аспектите кои што тие ги проблематизираат, туку имаат намера само да креираат конфликт, Собранието да изгуби 4, 5, 6 дена во општа расправа на слободна тема, како во средно образование, кога се пишуваат писмени работи по македонски или по другите јазици, и на крај резултатот повторно да биде само дополнително продлабочување на проблемите во Собранието на Република Македонија. Затоа ние одбиваме да дадеме поддршка за оваа одлука.